И уште еден четврток за уште едно ново издание од Скопје ми е дома на Вестинска телевизија. Почитувани гледачи, добре дојдовте и ви благодарам што не следите. После последните локални избори се променија советите во општините, се променија дел од градоначалниците, дел остана исти. Мене многу ме радува што се повеќе млади луѓе одлучуваат да се вклучат во локалните политики, во младинските локални совети и да ги представуваат своите сожители токму онаму каде што се носат одлуките за проектите токму во нашите матични општини. Еден таков млад човек ми гостува и вечерва, Михаил Пејковски или советник во општина Ѓорче Петров. Тоа значи дека вечерва ќе говориме малку повеќе за оваа скопска општина. Михаил, добри ден, ти благодарам што ја прифати мојата покана да бидеш дел од Скопје ми е дома. Како си? Добро ве најдов, благодарам на поканата, одлично. Многу ми е драго, како што кажав и во најавата, што се повеќе млади луѓе се активни во носењето на локалните политики, во младинските совети. Ти си навистина млад, меѓутоа многу активен и многу успешен, несомнено ќе кажам. Како стигнуваш до советник во Ѓорче Петров? Претходно си дел и од правна комисија, па постојано си активен во сето она кое што го опишува локалната самоуправа и локалните политики. Што значи за тебе да си советник во советот на Ѓорче Петров? Па најпрво мојата одлука да се вклучам во локалната политика доаѓа од желбата да се помогне онаму каде што живеам, односно конкретно во општина Ѓорче Петров. Сметам дека ние младите треба активно да се вклучиме во локалната политика со цел да понудиме решенија за подобро секојдневно живење на сите нас. Лесно е да се седи настрана и само да се критикува, но всушност вистинските работи се случуваат онаму во советот на општина Ѓорче Петров, каде што се носат и одлуките за идни проекти и активности кои што значат подобар живот на сите нас како жители на општината. Ѓорче Петров го избра повторно градоначалникот, истиот градоначалник, Александар. Кажи ми, што се промени во советот, како денес се функционира советот и како денес се носат одлуките таму? Па да, општина Ѓорче Петров повторно, односно граѓаните на општина Ѓорче Петров на последните локални избори го реизбра градоначалникот Александар Стојковски. Тоа се должи на постигнатите одлични резултати во претходниот мандат, односно може да забележиме дека во општината се реализираат голем број капитални инфраструктурни проекти. Таму одлуките се носат координирано во соработка и координација со членовите на советот и градоначалникот, односно мора да напоменам дека работата помеѓу советот и градоначалникот функционира на едно одлично ниво, каде што во една координирана активност се носат одлуки кои што значат подобар и поквалитетен живот за сите граѓани кои што живеат и функционираат во нашата општина. Оно кое што е интересно и кое што е за почит е тоа дека постојано сте меѓу граѓаните и градоначалникот и неговиот тим, меѓутоа и ти како дел од советот, значи ли тоа дека на тој начин сте поблиски до жителите и на тој начин ги слушате реалните потреби на самите и проблеми на самите ваши сожители, колку сте блиски и транспарентни како советници, одбрани да ги представувате граѓаните во советот? Да, токму така, ние сме постојано на терен, постојано имаме слух за реалните потреби и проблеми кои што ги имаат граѓаните. Всушност ние во предизборието се обврзавме на транспарентно и отчетно работење кое што нуди подобри резултати, како што напоменав, за сите граѓани во општината, подобри услови за живот. Всушност и граѓаните тоа го очекуваат од нас. Граѓаните сакаат брзо и ефикасно решавање на нивните реални проблеми. Јас во повеќе наврати го споменав локалниот младински совет. Функционира ли тоа денес? Да, во општина Ѓорче Петров е формиран. Уште во претходниот советнички мандат се верифицирани мандатите на членовите на локалниот младински совет. Неодамна тие одржаа своја прва конститутивна седница. Очекувам во наредниот период да преземат и конкретни активности кои што се во насока на подобрување на функционирањето на младите во нашата општина. Тука секако сум вклучен и јас, кој што во секое време може да им помагам во нивното работење и функционирање со цел заеднички да изнајдеме решенија
за младинските теми и проблеми кои што ги Се тангираат отвораат младите. ли таму важни и значајни прашања и колку од друга страна младите се вклучуваат и се активни во овие совети? Јас паметам ваквите совети беа и јас кога бев малку помлада па бев и активна таму, меѓутоа навистина таму се отвараа важни теми и прашања и можеше да се сретнат млади, инспиративни, паметни луѓе таму. Па како што напоменав, неодамна е формиран ваквиот локален младински совет во нашата општина. До сега сме немале вакво тело, но ова е прв состав на локалниот младински совет, каде што членуваат вкупно 7 млади луѓе од различни организации. Верувам дека во иднина ова тело ќе прерасне во еден вистински мотор кој што ќе нуди конкретни решенија и проекти за младите во нашата општина. Михаил, како ти го започнуваш својот пат овде во оваа насока, дел од правна комисија, денес советник, активист исто на политичка партија и сето тоа си носи своји обврски и активности. Зошто се одлучуваш токму за овој пат и сметаш ли дека на тој начин имаш што да дадеш и што да понудиш за твоите сожители, сограѓани, па и граѓани на главниот град? Како што напоменав и претходно во разговорот, се вклучувам од желата да помогнам онаму каде што живеам и функционирам, односно во општина Ѓорче Петров. Се вклучувам во моите младенски денови, односно уште во средношколските денови, можеби во ВМРО ДПМН, бидејќи тоа е партијата која што е најблиску до моите политички ставови, политички уведувања и партијата која што сметам дека највеќе се грижи за младите, односно за младите кои што се гледаат дома во Република Македонија. Мојот пат започнува преку унијата на млади сили, каде што најпрво се зачленувам во општинскиот комитет Ѓорче Петров, потоа продолжувам во правната комисија при унијата на млади сили, за денеска да сум и претседател на унијата на млади сили во општина Ѓорче Петров. Ме радува што во УМС Ѓорче Петров членуваат голем број млади луѓе кои што се подготвени и тие да дадат импакт во своето функционирање со цел да создадеме заеднички општина и држава која што ќе понуди подобро место за развој на младите токму дома во Република Македонија. Така, токму дома, убаво речено. Оно кое што јас можам да го забележам конкретно за твојата матична општина е тоа дека постојано некако сте во координација помеѓу советниците, пратениците, еве тука ќе го споменам Бојан Стојановски, пратеникот, градоначалникот, некако сите ми функционирате како тим. Можно ли е тоа и како ние го гледаме тоа од страна, меѓутоа внатрешно колку е можно тоа и колку е добро тоа така да се функционира, нели, за добробит на граѓаните? Па видете, да, слободно може да кажам во оваа насока дека ние сите заедно функционираме безпрекорно и одлично. Постојано се координираме, постојано сме заедно помеѓу луѓето, заеднички со нив носиме конкретни решенија и мерки кои што значат подобар живот за граѓаните. Всушност една добро организирана средина, добро организирана општина треба да функционира на тој начин, со заедничка координација, само на тој начин може да се постигнат посакуваните резултати. Ајде да видиме што се работи во Ѓорче Петров, каква е моменталната состојба сега со староновата градска општинска власт таму, на што се работи конкретно и моментално? Па моментално во општина Ѓорче Петров подеднакво се работи како во урбаниот, така и во руралниот дел од општината, односно во општина Ѓорче Петров нема повеќе заборавени места, подеднакво се вложува во секој населено место, во секое мало. Моментално се одвиваат повеќе градежни активности на територијата на нашата општина, се асфалтираат и се реконструираат улици во руралниот дел на општината, поточно сега активно се работи во Волково, на улица 102 и незините краци. Исто така во урбаниот дел се работи на асфалтирање, односно поставување нова атмосферска канализациона мрежа на улица Воен Драшковик во Хром во должина од 1 километар, а после таквите активности следува и целосна санација на оваа улица, односно нови тротоари и коловоз. Паралелно со градот Скопје се вршат активности за реконструкција на пешачките патеки долж улицата Ѓорче Петров. Овој зафат се одвива во должина од 4 километри. Исто така вложуваме во детската заштита, паралелно се работи на изградба на две нови детски градинки, едната во Стопански двор, другата во Дексион. Очекуваме до крајот на годината овие градинки да бидат завршени, со што полека дечињата ќе почнат да престојуваат и во овие две нови детски градинки, со што проблемот со листите на чекање дополнително би се намалил. Има ли доволно капацитети таму за дечињата?
изминативе неколку години и tekako листата на чекање е намалена. Со отворање на овие две нови детски градинки очекуваме повеќе листа на чекање да нема во нашата општина. Исто така паралелно се подобрува образовниот процес во нашата општина. Се врши реконструкција и доградба на основните училишта. Моментално се работи на основното училиште Страшов Пинџер во Даме Груев, каде што се изградва 6 нови училници и тоалети со цел учениците од ова училиште да може образовниот процес да го следат едносменски, односно целта на градоначалникот и на нас како советници е дечињата од нашата општина својот образовен процес да го следат во една смена. Покрај овие активности континуирано се вложува во подобрена спортска инфраструктура, во секое мало се градат спортски терени, во Хром имаме и нова спортска сала. Вложуваме и во нови зелени површини, моментално во Волково се започнува со изградба на нов парк покрај главната улица 60, а наскоро очекуваме да почнат и градежни активности за реализација на паркот Македонија со голем плоштад до игралиштето Млади лавови. Така, убаво на броја на агенда на проекти кои што се реализираат, значи ли тоа дека сите овие проекти се дел од новата програма на Стојковски или веќе некои можеби беа започнати па сега се довршуваат во општината во претходниот период од мандат? Сето она што беше ветено во претходната програма можам со особена гордост да истакнам дека е реализирано. Ова се проекти кои што се целосно дел од новата програма. Единствено проектот Ѓорче Петров Бескал кој што фаќа за жал асфалтирање и реконструкција на улиците низ руралниот дел на општината се реализира од претходниот мандат, но очекуваме во овој мандат истиот целосно да биде реализиран и повеќе во општина Ѓорче Петров после долги години, односно децении, да нема повеќе неасфалтирани улици. Како една од најсвежите точки е тоа дека општина Ѓорче Петров е во нова фаза од дигиталната трансформација, некако пред изборите во предизборните програми повеќето од градоначалниците ветува и поголем степен на дигитализација на услугите во самите општини, што значи тоа колку е дигитализирана денес општината и колку се оди во чекор со дигитализацијата на новото време. Да, општина Ѓорче Петров е во чекор со новото време. Во програмата всушност на градоначалникот Александар Стојковски се ветува голем број проекти во насока на дигитализација на општината. Континуирано се работи тука и со Министерството за дигитална трансформација. Се поставуваат бесплатни Wi-Fi зони низ територијата на нашата општина. Моментално неодамна е поставена таква зона во паркот во Ѓорче Петров. Понатаму се работи на дигитализација на образовниот процес, односно училиштата се опремуваат со соодветна опрема за следење на наставата. Од неодамна и се постигна договор за дигитализација на услугите кои што се однесуваат на урбанизмот, односно определени услуги кои што досега службите ги издава, сега граѓаните ќе може да ги извадат по еден поврз дигитален пат. Значи ли тоа дека имате и континуирана соработка со Министерството за дигитална трансформација? Да, како што напоменав, соработката со ова министерство е континуирана и активно се преземаат и понатаму определени мерки и проекти кои значат целосна дигитализација на општина Ѓорче Петров. Така, верувам дека подеднакво се грижите како за помладата генерација и популација во општината, која што впрочем и дел од твојата генерација, така и за повозрастните жители, па така општината во повеќе наврати воведува и нови мерки и идеи за пензионерите, за лицата од повозрастната категорија. Моето прашање е што се случува во тој дел. Со кои мерки ги задржувате младите во општината, а како подпомагате на пензионерите? Па еве најпрво за младите. Имаме повеќе мерки и проекти кои што значат подобри услови за развој на младите во општина Ѓорче Петров. Како што напоменав, се грижиме за најмладите уште од нивната најрана возраст. Пред се тука имаме паричен надоместок за новороденче кој што од оваа година е зголемен и изнесува 8.000 денари. Понатаму вложуваме уште од најмали години за најмладите преку изградба на нови детски капацитети, односно детски градинки, реконструкција на училиштата,
подобрена спортска инфраструктура, а дополнително на тоа и обезбедуваме и определена финансиска поддршка за младите. Тука имаме финансиската поддршка за децата на бранителите кои што се ослободени од плаќање на секакви трошоци во училиштата и градинките. Понатаму од оваа година имаме и субвенции за полагање на возачка дозвола за Б категорија за млади од 18 до 25 години. Висината на оваа субвенција е 10.000 денари од кандидат. Исто така исплаќаме парична помош, односно субвенција на спортски клубови, индивидуални спортисти кои што се жители на општина Ѓорче Петров или функционираат на територија на општина Ѓорче Петров, а очекуваме во иднина, како што е ведено во нашата програма, да имаме финансиска поддршка за полуматурантите и првачињата. Многу ме радува што ете како советник сте запознаени со сите проекти и активности кои што се случуваат во општината, тоа и така треба да биде, затоа е дадена и довербата. Моето прашање е како се стекнува довербата, знаејќи дека навистина сте на млада возраст и колку ви веруваат и повозрастните сожители и сограѓани, дека навистина промените можат да тргнат некогаш и од помладите. Па најпрво како човек секогаш се стремам мојот пристап кон граѓаните да биде чесен, искрен и одговорен, да имам слух за реалните проблеми кои што ги имаат граѓаните и се трудам да помогнам на секого. Всушност и најголемиот предизвик при моето функционирање е тоа да имам слух за секого и да помогнам на секого. Постојано сме на терен, како што напоменавме, помеѓу граѓаните, постојано разговараме со нив, наоѓаме решенија на нивните проблеми, верувам токму оттаму е и довербата која што постојано ни ја даваат. Колку граѓаните се слободни од друга страна да си го побараат она кое што им следува, да им се решат проблемите кои што ги задираат секако? Граѓаните од нас очекуваат решавање, како што напоменав неколку пати, на реалните проблеми. Пред се тука се проблемите кои што се однесуваат со улици, хигиена, паркинг простор, јавен превоз и слично. Па постојано ги слушаме нивните проблеми, постојано работиме на нивно решавање. Всушност граѓаните од нас очекуваат брзи и навремени резултати, ние сме всушност и за тоа избрани. Токму така, споменавме инфраструктура, локални патишта, спорт, зеленило, паркови. Што се случува во делот на културата во Ѓорче Петров? Ви имате и некои традиционални настани, манифестации кои што се одржуваат постојано. Испланирана ли ви е оваа година кога говориме за делот од културни настани? Точно така, континуирано во општина Ѓорче Петров за денот на општина Ѓорче Петров, односно 20 септември, се организира и културно забавна програма, како за најмалите, така и за повозрастните генерации. И оваа година објавен е јавен повик каде што сите културни организации може да се пријават на јавниот повик со цел да имаме збогатена културно-уметничка програма и оваа година. Во тек е тој јавен повик, како што напоменав, па еве ги повикувам сите граѓани кои што ги исполнуваат условите и се заинтересирани за тоа да се пријават на истиот. Така, Скопје на последните локални избори доби нов градоначалник. Каква е соработката помеѓу општината со градската власт, со градот Скопје? Соработката на општина Ѓорче Петров со новата градска управа може да кажам дека е на едно високо ниво. Постојано се одржуваат координирани активности кои што значат подобрување на условите за живот на жителите како од општина Ѓорче Петров, така и од градот Скопје. Еве го напоменав и претходно проектот кој што моментално се реализира заедно со градот Скопје, односно реконструкција на пешачките патеки долж улицата Ѓорче Петров во должина 4 километри. Во тек се најавуваат и нови проекти кои што ќе се реализираат заеднички со градот Скопје. Михаил, навистина си многу млад, меѓутоа јас ќе те прашам колку тебе Скопје ти е дома, како го чувствуваш овој град, како го паметиш овој град, можеби во годините од твоето детство, каде растеше ти, кои места во Скопје ти се омилени, што денес му недостига на градот? Па, почнувајќи од моето детство до денес, општина Ѓорче Петров си има доста променето. Особено може да истакнам дека таа промена настанува последниве 5 години, кога општина Ѓорче Петров доживува
вистинска промена, доживува вистински развој како во урбаниот, така и во руралниот дел, но сепак очекувам и понатака општина Ѓорче Петров да продолжи да се развива, особено во општина која што нуди повеќе можности за младите, со цел да останат младите тука во оваа Скопска општина. Каде Михаил Пејковски се гледа себе си во иднина, би останал ли тука? И тоа како горлива тема, можеме да го споменеме иселувањето конкретно и на младите и на младите интелектуалци кои што одлучуваат да работат надвор од државата, надвор од главниот град. Како да си ги задржиме младите тука? Ете од агол на еден млад човек кој што решава да делува и да работи овде. Да, дефинитивно кога станува збор за мене лично, јас се гледам и во иднина тука во Македонија. Од аспект како да ги задржиме младите може да ги задржиме само со еден искрен, фер и отворен пристап, нудејќи повеќе проекти, повеќе можности, повеќе мерки кои што значат помош младите да се развиваат и да градат својата иднина токму дома. Во повеќе наврати го споменавме локалниот младински совет и вклученоста и активноста на младиот човек денес во политиките кои што се носат на локално ниво. Колку младиот човек денес, ете конкретно за Скопје како град во кој што за кој што говориме во оваа емисија како наш главен град и како наш дом, колку младиот човек говори за Скопје како тема и за сите оние реални и суштински проблеми кои што задираат во сите она кое што се случува во Скопје, и ќе се сложите со мене дека тука е јавниот сообраќаен, градски превоз, чистотата, зеленилото, урбанизацијата која што не ја споменавме можеби. Токму така, младиот човек го интересираат овие теми, го организира подобар јавен превоз, подобра хигиена во градот. Ние постојано се трудиме да ги решаваме овие проблеми, гледаме дека градот Скопје заедно со владата континуирано превземаат мерки и проекти кои што значат решавање на овие суштински проблеми. Гледаме неодамна се постигна договор за набавка на нови електрични автобуси, подоцна и набавка на нови комунални возила и слично, што значи подобрување на условите за живот во градот Скопје. Сметам дека овие прашања треба сите ние да ги решаваме со цел да понудиме подобар простор за развој и живење на сите граѓани, не само на младите во нашиот град. Скопје има огромен потенцијал за развој, но и сериозни предизвици со кои се соочува. Пред се тука ги споменавме предизвиците со јавниот градски превоз, предизвиците со хигиената, но тоа не се проблеми кои што градот го тангираат од сега, туку напротив тоа се проблеми кои што се толожеле повеќе години наназад. Верувам дека денес со Скопје раководи градска управа која што има план и визија како да ги подобри овие состојби во главниот град, а со тоа и да понуди повеќе можности за младите. Споменавте недостаток на ноќен живот и точно, да, можам да се сложам, сметам дека ноќниот живот во градот е тема која што го засега секој млад човек и сметам дека градот може да понуди повеќе можности на ова поле. Така, и колку младите се денес амбициозни во давањето на своји идеи и проекти до оние кои што одлучуваат, до градските, до локалните власти, и колку се прифаќаат од друга страна нивните предлози и идеи? Како млад човек кој што е дел од Советот на општина Ѓорче Петров, може да кажам дека постојано сум во контакти со многу млади, не само од мојата генерација, туку и од генерациите што доаѓаат после мене. Ги слушаме нивните проблеми, ги артикулираме оному каде што е потребно и заеднички се бориме истите да бидат прифатени и реализирани. Верувам дека сега и со воспоставувањето на локалниот младински совет дополнително овие теми ќе се отворат како прашање и ќе се реализираат не само во општина Ѓорче Петров, туку и во градот Скопје. Како соработувате, односно каква е поврзаноста и пак за локалниот младински совет со другите градови во државата? Верувам дека има и таква соработка со градовите од внатрешноста? Да, има соработка помеѓу сите општини. Оваа соработка се темели на заеднички проекти кои што значат унапредување на можностите за младите. Сега во моментов во постапка на формирање локален младински совет, односно активна постапка за формирање на локален младински совет имаме во градот Скопје, па се очекува по формирањето на локалниот младински совет во градот Скопје, сите совети заедно да почнат со континуирана и координирана активност со цел воспоставување на подобри услови за младите. Да, и повторно се вратиме на општина Ѓорче Петров, за која што денес говориме во фокусот, малку подалеку од централното градско подрачје, меѓутоа верувам дека имате соработка со останатите скопски општини.
Каква е таа соработка, на кое ниво и да напоменеме што ќе се случува следно таму, да најавиме во општината? Токму така општина Ѓорче Петров има континуирана соработка и со останатите единици на локална самоуправа, особено единиците на локална самоуправа кои што граничат со општина Ѓорче Петров. Оваа соработка се темели на заеднички проекти кои што значат подобар живот за граѓаните на општината. Што ќе се случува таму следно? Постојано се гради. Последно чинам дека имавте на социјалните мрежи за локални патишта кои што се прават во Волково. Во Волково. Каква е ситуацијата, состојбата на терените? Постојано сте на терен онаму каде што се гради. Остана ли некоја улица неасфалтирана, кога сме и кај водоводната, канализационата мрежа исто така во општината, нешто кое што е клучно и важно за оние кои го дале гласот за вас? Па, за жал мора да констатирам дека се уште говориме за асфалтирање на улици. Има се уште за жал улици кои што не се асфалтирани, односно децении наназад не биле асфалтирани. Во моментов е активен проектот Ѓорче Петров Вескал кој што опфаќа асфалтирање и реконструкција на сите улици низ територија на општина Ѓорче Петров. Паралелно на овој проект се поставува водоводна и канализациона мрежа онаму каде што е најпотребно и убедени сме дека овој мандат проблемот со улиците ќе се надмени, повеќе во општина Ѓорче Петров нема да се разговара за асфалтирање на улици. Колку политиката влијае врз носењето на одлуките во Советот? Како се носат одлуките во Советот и како се дебатира во Советот на Ѓорче Петров? Политиката е секогаш присутна, но кога станува збор за реалните потреби, реалните проекти за граѓаните, сметам дека истата треба да се остави настрана. Граѓаните нас очекуваат конкретни резултати, па поради тоа, кога станува збор за интересот на граѓаните, сметам дека треба да се надмине партискиот интерес и да се работи во интерес на граѓаните. Да, и повторно мене ми се верти во глава урбанизацијата која што никако ја одбегнуваме. Се гради ли во Ѓорче Петров? Да, се гради, но Верувам внимателно. Тоа ќе напоменев, се гради, но како урбанизацијата во општина Ѓорче Петров е внимателна и контролирана. Всушност, урбанизацијата во незината вистинска смисла треба да понуди решавање на реалните потреби кои што ги имаат граѓаните. Пред се тука мислам на изградба на нови зелени површини, нови пешачко-велосипедски патеки, подобрена патна, односно сообраќајна инфраструктура со цел расторетување на сообраќајните гужви, изградба на нови училишта, нови детски градинки, односно подобрување на секојдневните услови за живот на нашите граѓани. Така. Кога говориме за урбанизацијата, несомнено тука се и зелените површини, зеленилото кое што оди рамо до рамо со урбанизацијата, барем така треба да биде, нели сразмерно колку урбанизација дел зеленило треба да се почитува правилото, колку тоа се почитува во Ѓорче Петров, колку во Ѓорче Петров има зеленило, зелени површини, зелени паркови, места за релаксација. Секогаш кога се реализираат градежни активности во нашата општина, внимаваме тоа да не биде на штета на хуманото живење и на зеленилото во нашата општина. Затоа многу внимателно и со јасен план и визија преземаме активности во насока на изградба на нови зелени површини и грижа за веќе постоечките зелени површини. Во Ѓорче Петров имаме огромен парк во централното подрачје, но покрај овој парк постојано се вложува во нови зелени површини. Скоро ќе почнат градежни активности за изградба на нов парк Македонија веднаш до игралиштето Млади лавови, а веќе се почнати градежни активности за изградба на нов парк во Волково, кај главната улица, улица 60, а од претходниот мандат веќе имаме и мега парк на местото на некогашната дива депонија покрај Лепенец. Каде се гледаш себе си за 10 години од сега и каде го гледаш главниот град за 10 години од сега? Има ли оптимистична слика дека работите ќе станат подобри, дека Скопје ќе стане подобро место за живење и дека ќе не собере сите кои што сакаме да живееме тука? Лично јас за 10 години се гледам тука во Македонија, а дали Скопје го гледам како подобар град, дефинитивно го гледам како подобар град. Убеден сум и верувам дека моментално со Скопје раководат луѓе кои што имаат јасен план и визија како да го направат Скопје
подобар град кој што нема проблеми од типот на јавен превоз, комунална хигиена и слично, и град кој што ќе понуди повеќе можности за младите. Многу ми беше драго од оваа страна да слушнам ставови, мислења и сето она кое што ја одбележува Ѓорче Петров денес од еден млад човек кој што активно работи токму во интерес на проектите и проблемите на своите сожители. Јас ќе ти посакам успех во сето она кое што го правиш. Нема да те прашам за следните амбиции, верувам дека тој пат ќе си го држиш, она кое што си го одбрал. Ќе ти посакам, Михаил, успешна работа. Благодарам што беше мој вечерашен гостин. Ќе посакам и успешна работа и во Советот и секако во локалната самоуправа, секако во интерес на вашите сожители, оние кои што ви го дале нивното право на глас и нивната доверба за вас. Благодарам уште еднаш. Благодарам на поканата. Да, со Михаил Пејковски, еден од советниците во Советот на општина Ѓорче Петров, млад амбициозен човек кој што постојано работи и се докажува, впрочем какви што треба да бидат и сите млади луѓе. Денес поразговаравме во Скопје ми е дома за она што се случува во општина Ѓорче Петров, меѓутоа и за други теми поврзани со младинските политики, со младите кои што ете се решиле активно да учествуваат во локалната политика. Ви благодарам што не следевте и овој четврток. Почитувани, се гледаме ние веќе наредниот со друг гостин и друга скопска тема. Довидување до тогаш.